Пријателите што се надлажувале, чита Александар Станојков. Си патувале двајца луѓе на некое место и си разговарале. Едниот човек бил многу итр, а другиот итр, будала и лаш. Видиш тубај овци има во чајро кај што пасат, му рекол итрио. Тие биле убај овци, му рекол будалат. Да видиш овци што има у нас, колку едни биоли големи. Слушајќи тоа нешто, итрио заќутел и фатил да мисли како да му скрои некој ќулав. Таму близу имало една река голема и имало еден мост. Пријателе, му рекол итрио, сега ќе стигнеме на еден мост Ласамлија што пропаѓа во реката, која да поминуваат луѓе на него што лажат. Чудна работа, пријателе, со тој мост, сега што ќе го врвиме, со познанието на луѓе што лажат. Едно ќе се качи на мостот таков човек и веднаш ќе пропадне в река, да го удаи лажо и после пак ќе се крени наместо. Слушајќи тоа нешто, простио го поверувал и се уплашил, чун ќе излагал со овците. Оди по пати, мисли како да прави, дали да се врати да врви на место, дали да оди. Ако оди ќе се удаи, да се врати не чини, најпосле премислил да си кажи преината. За овците што ти реков, пријателе, му рекол, не се у нас колку биоле, а мислат колку едни крави. Може и да се колку едни крави, ами кој знае? Поди уште малце и пак се боел да не пропадне на мостот и па му рекол, ами знаеш, пријателе, колкаи се нашите овци? Не сет колку едни крави, ами колку едни јунци. Посмали манго, си рекол со умо. Може и колку едни јунци да се пријатели, ама кој знае? Приближувајќи се до мостот, пак сакал да каже право. Џаном, право што е право, и нашите овци сет како оние што и видовме онде, да што треба да велиме јок вака, јок така. Еве татков торба што рекле стари. Оваа приказна прилега како е ѓуптино што врвел низ една планина и видел 300 мечки. Ош ѓелден бреманго, му рекол некој човек на еден Еѓуптин. Што има, што нема во вашиот вилјад? Како помина низ етра планина? Големи страви видов низ етра планина, чорбаджи, му рекол. Од тие пусти мечки. Ами многу мечки виде бреманго, му рекол човеко. Може да беа до 300 мечки, чорбаджи, тако ми бога. Посмали бреманго, му рекол човеко. До 200 требаше да има, чорбаджиде, му рекол манго. Уште посмали бреманго, му рекол човеко. Може до 100 да имаше, бре, чорбаджи, му рекол манго. Ами уште посмали манго, а бакалум, му рекол човеко. 50 не беа џанам, чорбаджи, му рекол манго. Ја уште троа посмали, бре, манго, му рекол човеко. Па барем до 20 беаде, му рекол манго. Гајрец стори уште троа посмали, бре, манго, му рекол човеко. Требаше да има неколку, бре, чорбаджи, му рекол манго. Уште посмали манго, а право кажу ти немаше мечки. Вала, ветро силно дуаше, шумата шумеше и не видов мечка ни една, ама се требаше да има некоја во шумата. Татков торба праплицата што рекле стари.